Почитувани, на македонското здравство му е потребна итна трансфузија. Прв пат по 10 години, во законски утврдениот рок, не е исплатена ниту една плата во јавните здравствени установи во Република Македонија. Образложението што на луѓето им е дадено е дека налогот за исплата е во трезорот на државата. Господа од власт, дали тоа значи дека трезорот е празен и дека државата нема пари за основните функции? Дали казнените експедиции во аптеките се дел од планот за собирање арач или мерка за заплашување на фармацевската комора? Господине Груевски, баталете споменици, баталете ја авантурата наречена барок. Не трошете 200 милиони евра за глупости. Дајте повеќе пари за живите, за здравието на луѓето. Здравието нема цена. Оставете ги здравствените работници да си ја работат својата работа достоинствено и професионално, да ја вршат работата за која се едуцирани. Бидете премиер, престанете да бидете и аптекар и матичен лекар. Последиците се лоши по населението. Социјалдемократскиот сојуз, воден пред се од интересот на пациентите, денес во Собранието на Република Македонија поднесува предлог закон за дополнување на Законот за здравствена заштита, со кој се воведува систем за акредитација и квалитет на болниците. Со оваа законска мерка ќе се спречи страдањето на македонските граѓани во здравствените институции кои не ги исполнуваат ниту основните услови. Република Македонија ова го има како една од главните мерки во стратегијата за здравството 2020. Тоа што владата на ВМРО ДПМН го ветува за некое идно време, Социјалдемократскиот сојуз го предлага во сегашно време, водејќи се од желбата да помогне во тешката здравствена криза која го тресе јавното здравство. А со цврста определба, идната влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа да го реализира во целост. Благодарам.